A day in the life of a fool, a sad and a long, lonely day. Сум заборал како гласот ми звучи на трака па вака. Сакам да објаснам ја за мојата мака, уствари не. Мозокот ќе го отворам и ќе го победам. Отпорот со кој со години се борам, па ќе објаснам за мојот живот. Гласовите во главата и дали имам право на слободен говор и изразување, дур на некому му смета и на некој му сумета. Секој ден размислувам колку ствари сметам и кому штетам. Еден ден сум со депресија, друг ден сум среќен и на лицето. Насмевка со две лица, над трешноста, црна тони, а од надвор сјае. Како да сум играчка во Луна парк и работам на жетони. Стави еден во мојот мозок и ќе ме види среќен. Сум навикнат на корист и лажење, секој ден место добро утро карање. Преку тука ми е веќе, сакам домот да го напуштам. Не се осеќам веќе како да сум дома, туку се осеќам ко странец гостин во своја куќа. Ко рана на срекна душа, те зеам, ќе ги ставам во еден ранец сите мои маки и депресијата со нив. Ќе отпливам од дома како нема од белиот кит. Не си свесен што имам да кажам, ќе се упропастиш. Вака изгледа мојот живот, од сабајле па до вечер, од соба се до веце. Станувам и главата ми пука, кики, томи, джери ги галам, одма се смирувам, ги хранам. Ај вака, ќе бидам јас сега реален и ако си под 18 од мај изгаси ме. Преку курот ми е веќе, дигнав раце ја од се. Не се замарам јас за никој, ниту за моите. Некогаш од кожа ме вагаат, ама јеби га. И се родители, па морам да ги трпам. Како што тие ме трпеле до тука. Неќам да сум товар, да не сметам на никој. Немам контакти веќе година и пол со никој, ниту женски, ниту другари. Од дома не излегувам, во соба се затворувам, со пуштени ролетни, поезија пишувам, компонирам, за некој се глупирам, ама ме боли курот, искрено не можам да избрам колку пати сум размислил да се самоубијам, а немам муда да се качам најгоре на мојата куќа и да се фрлам, немам јајца да се сеќам, не сум пичка да се колам и сам себе си боле ќе се лечам и ќе зборам со сам себе. Психолози и психијатри се уште не сум посетил, а сакам веднаш да ги посетам. Имам потреба од нив и тие нема да веруваат што ќе им зборам, па за тоа ќе им ја пуштам тракава во болница и ќе ги водам заедно со мене до мојот живот темен и мојот темел на размислување левел беден или кој ти знаеш што. Сакам да избегам од самиот затвор кој во главата си го изградив, но не можам, не ме пушта началникот, јас сум глуп што го слушам, му дозволам да ме контролира. Немам мотивација, ја изгубив по риба во рибарница, која идев со книга читајќи психологија, мозокот да ми се релаксира. Мислам 3 пати побрзо од тоа што треба, имам 2 визии повеќе од тоа што гледам, дури имам и 2 гласа повеќе во главата, така ми седат и они сакат да бегат, затворени во самица соба од која нема излез, програмирани да ме замараат за неуспех и бели лисја, ќе ме стават во лудница со бели ѕидови, ќе ме спобудалат и ќе ме натераат да заборавам се што знам, забегувам. Моите дома ми викаат да се лечам, а од друга страна се секираат, али пред мене се кријат вешто. Не знам зошто баш јас сум избраниот да ме покажуваат со прст, сек делаки царе ме гледаат и ме зборат. Го прашувам Господ секој ден да ми одговори. Одговор не добивам, али добивам јасна слика како и каде ќе ја завршам кариерата на една кукла театарска и кога. Како бе, кој што ти пишам? Ти нас не ме гледаш? Ти спиш цел ден, ние сме дома. Ти цел ноќ седиш, ние спим. Како бе се видни дала? Добре, јас сам да те питам дали веруваш во мене и дали ма сакаш од јас се усекам кој ти го фрлам. Како да? Што има да се? Скарава, ница ме не да ме Кажеш, уопште